Бездомните куќиња се и дневна и ноќна мора на Тетовци, бидејќи ги има премногу низ градските улици и често напаѓаат. Жителите, а особено жените и децата, планираат кога и како да излезат од дома за да не дојдат во опасност од агресивните куќиња. Повеќе има куќиња него ли луѓе по улицеве. И сега тие дојдени се овде каве само проблеми. Од кантете ваѓаат отпадот, го растура. На секое чошење ги има низ град Тетово и се загрозуваат луѓе, поготово деца и жени. Меѓутим, што треба да се преземе, не знам и ја. Изгледа по информација на луѓе ги носат од доле некаде ги носат, ги пуштат овде и после тие се размножуваат. Мојата ќерка е касната од куќиња скитници. Значи, буквално претежно са концентрирани во делот на болницата од Тетово. И луѓето едноставно се плашат да идат рано на работа, мора да одат со придружба. Минатото раководство на општината во 2 мандати или 8 години поред ги третираше бездомните куќиња со тендери, односно колку пари имаше за ветеринарите, толку работеа на терен без отстранување од улиците. Сегашниот градоначалник најавува дека нема да ја прави истата грешка и дека ќе се бара трајно решение, служба која постојано ќе работи и ќе има соодветен стационар каде ќе се чуваат дел од тие животни. Да се идентификуваат најагресивните куќиња по градот, приоритетно тие да се згрижат за понатаму да одиме чекор по чекор. Не можеме со толку средства да го решиме целосно проблемот, затоа што ние не сме изолиран остров. Значи, поврзани сме со други градови, со други региони, каде ако ние успеваме да ги тргнеме сите овие куќиња, ќе ни носат од другите градови, како што и носат редовно. Значи, се обидуваме да изнајдеме издржано системско решение. Според градоначалникот, преку Полошкиот плански регион, општините прават координација со цел заеднички третман на бездомните куќиња и нивно стационирање на локација во општина Врапчиште.